Здраво, дечки! Денес сум во Палма де Мајоркас заедно со Opel Македонија и колегите од Автоплус, бидејќи на покана од Opel сме тука да видиме неколку новитети. Денес ќе ја представам новата Opel Mokka, електрична и хибридна верзија. Ај вака прво дизајнерски да ви кажам кои се измените кај новата Opel Mokka. Како што можете видите на предниот дел имаме еден комплетно нов браник и светлосната група како напред така и позади. Сега променета повеќе личи на тој новиот дизајнерски јазик на Opel кој што во моментов може да го видиме кај другите негови модели, како Frontera, како Grandland, нели најновото и најмладото трио за SUV. И тука кај предниот браник гледаме малку поголема затвореност поради тоа што ова е комплетно електричната изедба и кај електричните возила нормално поради аеродинамика мора да имаме по-добра затвореност на дупките за да има подобра аеродинамика, пак ќе кажам. Поставено е новото лого, изгледа сега доста енергична новата Opel Mokka, искрено да кажам, многу повеќе ми се допаѓа. На задниот дел исто така се променети светлосната група, додека странично кога гледаме, сега во моментов оваа линија тука веќе не е црвена, тука е поставена црна боја, да се одвои таа двотонска изедба малку повеќе, изгледа искрено доста поинтересно, додека кај електричната изедба имаме и нови бандажи, нов дизајн на бандажите. Се изгледа доста кул и еден интересен нов детал кој што го има Opel Mokka, конкретно кај електрична изедба, тоа што хаубата сега е во црна боја, односно во двотонската изедба доста поинтересно изгледа, по-младелашки, и од друга страна што овие пластики од страна сега се во пијано црна боја. Изгледа доста поинтересно, сега се префрлам и внатре за да ви кажам кои се измените и внатре што ги имат направено. Сега тука внатре во интериорот имат направено неколку клучни измени за Opel, односно поставен е комплетно нов волан кој што сега, пак ќе кажам, одговара на тој дизајнерски јазик кој што го имаат и другите понови модели како Grandland и Frontera, но она што е клучно е исто така поставиле нов инфозабавен систем, односно големината е истата, 10,25 инчна, но имаат поставено нов софтвер кој што е многу побрз, многу пореспонзивен и многу поедноставно е самото мени за функционирање. И стварно морам да признам дека е доста пореспонзивен, односно сите критики кои што ги имав претходно за инфозабавниот систем, сега сето тоа е унапредено и многу подобро функционира, односно не заглавувате во менито за било каква функција. Лесно и брзо се достигнува, особено па ми се допаѓа тоа што тука се оставени физичките копчиња конкретно за клима уредот и можете лесно и брзо да стигнете до секоја функција што ви е потребна. Пак ќе кажам нешто што претходно го критикував бидејќи губев доста време додека го навикнам, но сега е малку унапредено. Друга работа што исто така имат сменето е овој дел тука од средишниот дел на Opel Mokka, односно тука поставиле еден држач за телефон кој што искрено доста функционален, бидејќи можам во секое време да си го поставам телефонот и да ми е поврзан со екранот, бидејќи можам да го врзам со Apple Android, односно Apple CarPlay и Android Auto, и да не се замарам за телефонот каде ми е, дали сум го изгубил или не некаде низ интериерот. И дополнително на сето тоа тука имаме уште една голема остава кој што е со бежичен полнач во оваа опрема. Имаме USB порт, 12 волтен приклучок за струја. И друга кул работа што имат сменето е што ги нема веќе пијано пластиките, тука е поставено овој како алуминиумски ефект кој што искрено мене многу повеќе ми се допаѓа. Не само тука доле, туку и на горниот дел од интериерот. Останатите работи се исти, немаат никакви други измени што е многу нормално, но имаат променето во поглед на искористеноста на материјалите во интериерот, кои што сега се комплетно од рециклирани материјали и е убаво се квалитетно сработено, мислам не се чувствува намалување, туку зголемување на квалитетот на интериерот. Седиштата мора секој пат кај Opel да ги пофалам, бидејќи се апсолутно многу меки, многу комфорни. И сега ќе почнам да ги возам двете Mokki и да видиме која е разликата од едната и другата верзија. Првата Mokka што имав можност да возам беше хибридната верзија.
погон кој што е нов за Мока, но не така нов за мене, бидејќи имав прилика да се запознам со него во други модели. Би кажал конкуренти од истата групација, нормално мислам на Stellantis. Односно станува збор за новиот преработен мотор 1.2 трицилиндричен бензински мотор со mild hybrid технологија и перформанси од 136 конски сили. Сосема доволни особено за возило од оваа класа, но она што поприлично ме фасцинира кој овој мотор е пред се потрошувачката која се движи од околу 5,5 литри во урбаните средини, а за тоа помага токму хибридниот погон кој работи многу повеќе на електрика од досегашните mild hybrid погони. Односно ни возможува да поминеме одредена дистанца исклучиво на струја, но исто така тука и за помош при потреба од повеќе перформанси. Убави перформанси, убаво правово и вози и искрено во очекувам да биде еден од најпопуларните модели кај нас. Мора да додадам дека оваа нова Мока доаѓа со ChatGPT функција што е вистинско леснување за добивање на било каква информација додека возите. Таа функција исто така има и во електричната изведба на Мока, која искрено мене лично ми беше доста поинтересна за возење и тоа од неколку причини. Прво имам повеќе перформанси на располагање, односно 115 киловатен електромотор кој нуди 156 конски сили, што прават оваа Мока многу поенергична и многу побрза. Второ, стабилност и забава. Односно поради ниската поставеност на батериите, има подобра распределеност на тежината, што нуди поголема сигурност и стабилност во кривини, а тоа нормално си подразбира и забава за нас ентузијастите. Но од друга страна, изненадувачки за електрично возило е прилично комфортно и удобно, бидејќи баш поради таа тежина знае да се почувствува отскокнување кое тука речиси да го нема. И друга работа за која мора да се пофали ова електрична Мока е всушност рейнџот, односно опсегот на километри со едно полнење. За комбинирано возење изнесува 403 километри, што значи во град ќе успеам сигурно да поминам околу 500 километри со оваа 54 киловатна батерија. Ова беше на кратко да ги видиме двете нови верзии на Opel Mokka, односно свежената Opel Mokka, електричната верзија и хибридната изведба. Преубаво место, Палма де Мајорка, им благодарам на Opel Македонија кој што ни овозможија да дојдеме тука и да видиме оваа интернационална премиера на нови модел, а многу наскоро ќе се објави нешто ново исто така од овој настан што имавме прилика да го видиме интернационално, така да следете не, направете сабскрип и се гледаме наскоро со нови видео. Чао!